Без никакво предупредување, Евана без струја го остави семејството Арсови од штипското село Крупиште. Причината според Лидија Арсова е долг од само 300 денари заостанат од 2018 година. Резолутната постапка на Евана Арсови ги фрла во очај, бидејќи секогаш првите пари од социјалната помош ги насочувале за Евана. Нути исклучување струјата за една единствена спорна белешка, а немам ни појма од дека са извадиле од 2018 година за една белешка. Исклучување струјата. Со човек инвалид у количка, социјални случаи, дома никој не вработен, не са 12 белешки, не са 20, него една единствена белешка и тековна белешка. Ја живеам со две деца, со деверо и ја. Сопругу ми е починат лани. Борба водиме, милостина не тражиме од никој ништо, редовно си плаќаме ние сметки, а ово е више срамно и жално што се дешава те. Не знам више што да кажам, толку сум револтирана, толку сум потресена, ако е веќе дојдел он да ми исклучи струјата, нека каже имате вие пропуштена белешка. Ќе ве молиме, ај оправите се, одите, платите си ја струјата. Да не доваѓаме до несакани работи. А во шо е? Нели е срамота во за народ? Дополнителната тежина е фактот што семејството Арсови имаат и член со посебни потреби, чие движење сега е дополнително ограничено. Социјални случаи дома. Сите никој не вработен, човекот е болен, а 3 месеца се борам за него, ни памперс, ни со памперс, ни ништо. Да исклучиш ти на 21 век струја на човек инвалид со стронети коски у количка. Што седе? Да ми одговори државата каква е таа заштита на луѓето. Tego болење чисто човеко не можем и на доктор да го одведа. И сега на проблемите уште друг проблем. Во меѓувреме, во текот на денешниот ден, Лидија и покрај намерата да ја плати сметката, била известена дека струјата нема да ја биде приклучена, се додека кај нотар не ја превземе одговорноста за потрошената струја од нејзиниот починат сопруг. Ова може да потрае долго, а таа нема можност процедурата да ја спроведе во целост. За случајот од Евана велат. Корисникот од село Крупиште е исклучен вчера поради доспејана фактура од месец јуни. Во просториите на електродистрибуција во Штип, жителите на исклучениот објект се информирани дека потребно е да направат ажурирање на податоци, односно промена на корисник, бидејќи сопственикот на броилото е починат. Корисникот постапи согласно насоките и веќе е приклучен во мрежата. Стои во соопштението од Евана.